Нови детали за пожарот и трагедијата што се случи во Тетовската модуларна болница, каде пред 4 години живи изгореа 14 луѓе. ВМРО-ДПМН вели дека уште кон крајот на 2023 тогашниот министер Фатмир Медџити поднал кривична пријава до обвинителството за организиран криминал и корупција за начинот на изградбата на 16 модуларни болници. Оттаму вела дека ја поседуваат целата документација, според која се градело незаконски и без одобрение, а болниците не исполнувале минимум услови. Според нив, тогашниот министер Венко Филипче поставил одговорно лице кое дало амин за изградба на болниците, без објектите да исполнуваат минимум стандардни услови. Од сето ова произлегува дека модуларните болници се бесправно и противзаконски поставени и не смеат да бидат користени за вршење на било каква здравствена или медицинска дејност. Од тука го прашуваме Филипче, дали провизиите чинеа повеќе од животот на граѓаните? Зошто одобрил изградба на модуларни болници противзаконски? Зошто модуларните болници ги квалифицирале како стоки во кои никако не смее да се обавува здравствена дејност? Од обвинителството за организиран криминал и корупција вела дека за викенд не можат да обезбедат одговор дали е постапено по пријавата на екс-министерот Медџити, иако од тогаш се поминати речиси 2 години. Инаку, за време на ковид-пандемијата, Светска банка за обнова и развој дала на Македонија 30 милиони евра за справување со кризата. Банката проценила дека Министерството за здравство нема капацитети, па парите биле дадени на проектна единица во Министерството за транспорт и врски. Сепак, како што образложуваат од ВМРО-ДПМН, одговорниот кој дал амин за болниците е вработен во здравство. Немало ниту техничка спецификација која што треба да е во согласно со минимум стандардите, ниту одобрение за градба, ниту пак модуларните болници се запишани во катастар, а сепак се изградиле. Исто така, според документите кои ги поседува партијата, пред да се случи пожарот, наместо да се подобрат стандардите, се направиле измени на законот за градење и објектите кои што прво биле набавени како стоки, со законските измени се регистрирани како урбана опрема. ВМРО-ДПМН обвинува дека екс-министерот Филипче поради провизии дозволил изградба на модуларни болници, не почитувајќи ги законите за градење и за здравствена заштита. Инаку за смртта на 14 луѓе кои изгореа во Тетовската модуларна болница, за сега виновни се двајцата тамошни директори и се осудени на година и пол затвор за сериозно прекршување на јавната безбедност и за неинсталирање противпожарни апарати. Болницата треба да плати штета од 1 милион денари. Ова е втора пресуда на Тетовскиот суд, откако гостиварска апелација лани го врати предметот на повторно судење.